Уште 3 дена Здрава Котлина ќе се изјасни дали ќе ги поднесат независните листи на советници и градоначалник во Струмичко. Активистите против отворање на рудникот Иловица уште пред неколку седмици најавија дека ќе поднесат независни советнички листи во општините Струмица, Новосело и Босилово, како и независен кандидат за градоначалник на Новосело, доколку дотогаш не се најде решение за рудникот Иловица. На некој начин тоа се наметнува само по себе, имајќи во обзир колку актуелните власти до сега во минатото се ефикасни по справувањето на овие за нас од витално значење горливи прашања. Рудникот е топ приоритет, бидејќи ако дојде до отварање на тој рудник, нема смисла да разговараме за живот и за екологија, а ако успееме тоа да го решиме, тогаш нас ни остануваат и другите секојдневни проблеми, а вие сте свесни во Струмица и во сите други населени места кај што има депонии, се постојано горат и летте и зиме. Граѓанските активисти се разочарани што политичките партии во своите програми малку внимание посветуваат на екологијата и проблемите што се однесуваат на загадувањето на животната средина. Очигледно не функционират институциите и сега не можеме ние да останеме мирни, а проблемите тиштат сите нас. Затоа решивме да направиме обид, да дадеме наш посебен поглед кон решавањето и пристап кон решавањето на тие проблеми, а поготово што веќе 4 години нас не возат на секакви можни возови што се викат рудници. Здрава Котлина велат дека последните неколку изборни циклуси партиите добиваат поддршка и гласови советувањата за затворање на прашањата за рудниците во југоистокот, но во суштина ништо од тоа не е реализирано.